Словеничкото собрание изгласа закон со кој 23 септември ќе се одбележува како Ден на спортот и ќе представува нов државен празник. Овој празник се изгласа по минатогодишната иницијатива на Олимпискиот комитет на Словенија, а целта е да се потенцира важноста на спортот и физичкото образование на граѓаните. Дел од пратениците предложија 5 февруари како датум кога ќе се празнува Денот на спортот, но подоцна беше договорено и изгласано тоа да биде 23 септември. Датумот е одбран бидејќи на тој ден 2000-та година за прв пат се интонираше словеничката химна на едни олимписки игри, откако веслачкото дуо Исток Шоп и Лука Шпик освоија златен медал. Некои реклами од изборната кампања на американскиот председател Доналд Трамп се отстранети од неговата страница на Facebook поради кршење на политиката за говор на омраза на таа социјална мрежа. Во рекламите се напаѓаат луѓе кои кампањата на Трамп ги нарече опасни банди или пак ултрадесничарски групи. Кампањата на Трамп овие луѓе ги означи со превртен триаголник. Вчера Лигата против клеветата објави дека знакот е идентичен на оној кој што го користеле нацистите за класифицирање на политичарите во концентрационите логори. Ги отстранивме овие објави и реклами бидејќи тие кршат нашата политика против организирана омраза. Нашата политика забранува употреба на забранети символи на омраза кои идентификуваат политички затвореници без контекст во тие кои што се дискутираат или осудуваат, изјави портпаролот на Facebook Инди Стоун. Првите резултати од испитувањето вакцина против коронавирусот, која ја развива германската компанија CureVac, се очекуваат за 2 месеци. Биофармацевската компанија објави на почетокот од оваа недела дека првите значајни резултати може да бидат достапни во септември или октомври и дека доколку условите се поволни, вакцината би можела да биде одобрена до средина на следната година. Неодамна беше соопштено дека CureVac доби одобрение за клиничко испитување на својот кандидат за вакцина против коронавирусот. Фармацевската фирма работи и на така наречената МРНК вакцина, која што ги поттикнува човековите клетки по вакцинација да произведат протеин што би го отфрлил коронавирусот.